Писмото до порталот го испративме во четврток со јасно барање да ги објават сите имиња на новинари и медиуми кои што наводно добиле пари од Грчкото Министерство за надворешни работи за да работат да го промовира договорот од Преспа. Во писмото ние изразуваме загриженост за ширењето на ваквите шпекулации, објавување на нецелосни информации кои што нанесуваат кои што представуваат на некој начин удар врз угледот и кредибилитетот на сите македонски новинари. Ние не смееме да дозволиме такви полувистини или шпекулации, нецелосни информации, да го валкаат образот и довербата на македонските новинари во македонската јавност. И затоа инсистираме имињата на новинарите и медиумите, ако постојат, да ги објават. И доколку тоа не го прават, ние во писмото тоа го истакнуваме дека ќе ги сметаме за ваквите објави, ваквите информации, ќе ги сметаме за злонамерни кои што имаат намера да го валкаат угледот на македонските новинари, да влие врз уредувачката политика на македонските медиуми и да служи единствено на интересите на политичките елити во Грција и Македонија. За нас е зачудувачки што нашето Министерство за надворешни работи досега воопшто не реагираше на ваквите шпекулации, колку што ја имам информации, имаше реакција од Грчкото Министерство која на некој начин ги потврди информациите дека тие располагаат со некој таен фонд кој што го користат за да ги промовираат нивните интереси. Најмалку што можеше да направи нашето МНР е да побараше информација или објаснување од Грчкото МНР во врска со објавените информации во Грција дека нивното министерство на некој начин корумпира новинари или медиуми во Македонија за да ги штитат некои интереси на грчката држава. Информацијата што ја објавивме, мислам дека ја доставивме и до нив за да знаат дека ние како здружение веќе се интересираме за овој случај и сме заинтересирани да се разјасни и да на некој начин да го заштитиме угледот и довербата на новинарите во Македонија во однос на македонската јавност. Затоа што мислам дека најголемата штета е токму тоа, да се релативизира довербата на што ние како новинари имаме во јавноста и што и да кажеме во иднина, на некој начин јавноста да тоа го земе како со резерва или на некој начин да не влиеме во креирањето на јавното мнение во Македонија и тоа да зависи од манипулациите што политичките елити во двете земји сакаат да им го сервираат на граѓаните.